На денешниот час ќе започнеме прво со вежбата број 9 на страна 48 во учебникот, која што не ја завршивме минатиот пат, а се однесува на делот Шрајбен. Деветата вежба се вика теа перфекте mitbewohner, или перфектниот, совршениот состанар. Lesen Sie die Anzeige und die E-Mail und kreuzen Sie an. Прочитајте ги огласот и имејлот и обележете што е точно од 1 до 3 понудените реченици. Слаѓана ќе го прочита огласот, тоа е со сликичката, а Мирјана ќе го прочита мејлот. Еве ќе го зголемам. Слаѓана? Вака се гледа. €250 Euro. Größe. Quadratmeter. Quadratmeter. Balkon, Terrasse, frei ab 1 Cent. Bist du ordentlich und putzt du auch Freiwillig? Freiwillig mal Bad und Küche. Ich Franzi, 28 Jahre. Bitte? WG-Zimmer in Stadtzentrum. Kontakt? Тој. Добро. И ајде, Мирјана, мејлот. Да. Вие. Hallo Franzi, die Wohnung sieht ja toll aus. Ich heiße Gerd, bin 27 Jahre alt und studiere Architektur. Und ich bin sehr ordentlich und putze oft. Ich koche. Ich koche auch sinnig. Gerd, dein perfekter Mitbewohner Also. Ich freue mich schon auf deine Antwort. Viele Grüße, Gerd. Da. Super günstiges WG Wohngemeinschaftszimmer in Traumwohnung. Супер поволна соба во заеднички стан во станот со ништата. Мите 250 Euro инклюзив Nebenkosten. Кирија 250 евра, вклучени и Nebenkosten. Кога учевме за ова, кажавме дека под Nebenkosten можат да спаѓаат лихт, светло, Wasser, вода и Müll, ѓубре. Zimmergröße, добро. Zimmergröße 20 Quadratmeter, Balkon und Terrasse und frei ab 1. Oktober. Bist du ordentlich und putzt du auch freiwillig mal Bad und Küche. И сега запишам овде насловот на вежбата, теа перфекте Mitbewohner. Mitbewohner. Односно совршениот. Ова не го гледате сега. Сега ќе го состанар. Само едното ми е споделено. Сега ќе го вклучам.
Ево го да перфекта mit bewohner, совршениот состанар. И сега имаме тука прашање bist du ordentlich, придавката ordentlich. Значи уреден. Дали си уреден? Und putzt du auch freiwillig mal Bad und Küche? Freiwillig е исто така придавка. И значи доброволно. И чистиш ли доброволно бања и кујна? Ich, Franzi, 28 Jahre, biete günstiges Wegezimmer in HH Stadtzentrum. Јас, Франци, 28 години, нудам, значи глаголот е, може да биде и anbieten, може да биде и само bieten, и да значи нуди. Нудам поволна соба во заеднички стан, во и сега ХХ е кратеница од Хамбург, Штатцентрум, во центарот на Хамбург. Одговорот гласи: Hallo Franzi, die Wohnung sieht ja toll aus. Здраво Франци, станот изгледа навистина супер. Глаголот е aussehen. Тој е делив глагол. Значи изгледа. А глаголот се дели помеѓу aus и sehen, и овој глагол е неправилен глагол, односно во второ и трето лице еднина. Основата на глаголот sehen се менува. И тоа вака. Ich sehe aus, du siehst aus, sie, es, и man sieht aus, во множина, wir sehen aus, ihr seht aus, и sie sehen aus. Целата промена кај овој глагол можеме да ја обележиме како промена на е во и е. И да ја обележам со црвено, односно ова е преминува во и е во второ и трето лице еднина. Потоа ich heiße Gerd, bin 27 Jahre alt und studiere Architektur. Се викам Герт, имам 27 години и студирам архитектура. Und ich bin sehr ordentlich und putze oft und gründlich. Јас сум многу уреден и чистам често и gründlich значи темелен, темелно. Gründlich. Темелен. Потоа, ich koche auch wahnsinnig gern. Wahnsinnig сме го запишале, значи лудо, ама во позитивна смисла. Wahnsinnig. Gut. Dein perfekter Mitbewohner also. Значи твојот совршен состанар. Ich freue mich schon auf deine Antwort. Viele Grüße, Gerd. Се радувам многу на твојот одговор. Многу поздрави, Герт. Sich freue на глаголот.
и значи се радува. И сега ќе ги погледнеме речениците, за да видиме што од понуденото е точно. Ајде, Мирјана, првата реченица. Franzi sucht einen Ordentlichen, netten Mitbewohner. Мислам дека е прво ordentlichen. Ordentlichen, да. Уреден, така е. 2, слагена. Das Wegezimmer ist Sehr teuer oder sehr billig? sehr teuer oder sehr Што беше тоја? едното е скапо, едното беше ефтино. Тоја е скап, билиш е ефтин. Значи, што ќе обележиме, односно што е точно, was ist richtig? Да, das Wegezimmer ist sehr billig. И Мирјана, третото? Gerd arbeitet Gern oder gar nicht gern im Haushalt? gern. Gern. Gerd arbeitet gern, ja. Ja. Gerd arbeitet gern im Haushalt. Danke. B. Was machen Sie gern im Haushalt? Notieren Sie 3 bis 4 Aktivitäten. Sie suchen auch ein Zimmer. Schreiben Sie eine E-Mail an Franzi. Ова ќе биде всушност задачата која што ќе треба да се обидете да направите за следниот понеделник. Меѓутоа, јас тој ќе го запишам. Сега прво така, за да стои како забележано. За следен час. Вежба 9b на страна 48. На 48 да се напише мейл за барање соба. Што можеме да искористиме? Значи, еве ќе кажеме was machen wir gern im Haushalt? Например, од активностите кои што ги имавме минатиот час. Ќе ставам како цртичка was mache ich gern im Haushalt. Што правам со задоволство во домаќинството? Што правам со задоволство? Со задоволство во домаќинството. И ќе ги наредам, вели 3 bis 4 Tätigkeiten. Под прво, од сите овие што ми беа наведени на минатиот пат, ќе ставам дека најмногу сакам да чистам прозори. Fenster putzen. Под број 2 Geschirr spülen. Да мијам садови сакам исто. Сакам да... Што сакам друго? Bad putzen. Да чистам бањата. И најмалку сакам да собирам со просмукалка штауб зауген. И откако ги имаме ве наведено 4 активности што сакам да ги правам, следното е дека треба да се обратам. Односно, кога пишуваме, сме кажували претходно, дека кога пишуваме неофицијален мејл, користиме едни изрази, кога пишуваме официјален мејл, користиме други изрази. Овие изрази кои што се дадени тука
се всушност изрази за неофицијален мејл, затоа што му се обраќаме на Франција. Ние Франци веќе го познаваме. Сме прочитале за него. Ќе стане збор, значи, за неофицијален мејл. Каде што можните поздрави можат да бидат хало, може да биде хај, меѓутоа можеме да се обратам со либе Ана, ако е женска личност, и либер Франци, ако е машка личност. Значи мораме да запомниме дека кога е женско се обраќаме со либе, а кога е машко се обраќаме со либер. Понатаму вели го прекина. Се исклучи. Не мораш да најдеш камера. Тука сум се извинувам, погрешка го стиснав веројатно за да го исклучам. Сега ќе споделам. Само да најдам 48 страна. Ева. Потоа кажувам една воведна реченица, која што се однесува на станот, бидејќи еве го гледам станот на сликата. И реченицата гласи Die Wohnung или das Zimmer sieht sehr schön oder toll aus. Станот, односно собата, изгледа многу убава или супер. Потоа наведувам дека се викам така и работам како што или што сум по професија. Ich bin sehr ordentlich. Многу сум уредна. И потоа има реченица која што исто така може да го засили самиот ефект на мејлот. И вели ich hasse Unordnung, односно дрек. Hassen глаголот значи мрази. Глаголот hassen значи мрази. Unordnung е неред. А именката дрек. Именката дрек е именка од машки род. Der дрек. И може да значи и неред, односно и ѓубре, и нечистотија. Со оваа реченица ich hasse Unordnung или ich hasse Dreck го засилувам самиот момент со кој што покажувам дека јас сум уредна личност. Со следната реченица можеме да кажеме што правиме со задоволство. Односно за таа ich kann sehr gut, исто така да кажеме некоја наша вештина. На крајот ќе употребиме неофицијален поздрав, кој што може да биде viele Grüße или liebe Grüße. Значи, крај, viele Grüße, viele Grüße или liebe Grüße.
Сега ќе преминеме на уште една вежба, која што е во работната, а исто се однесува на делот Шрајбен. Таа е на страна еве 20. Таа е на страна 65. 63. 65 за почекнете. Која што вели тренинг лезен, меѓутоа имаме и дел за Шрајбен, односно дадени ни се забелешки кои што можеме исто така да ги користиме. Вежбата бара од нас, односно вели: Тања arbeitet als Au-pair-Mädchen bei Familie Pichler. Was soll Tanja machen? Sehen Sie die Fotos an, lesen Sie dann den Notizzettel von Frau Pichler und ordnen Sie zu, die Bilder den Sätzen zu. Achtung, nicht alle Bilder passen. Значи, внимание на крајот, не сите слики одговараат. Ајде да ги прочитаме за сите по две. Ајде, Мирјана, А и Б. Јас или другата? Да, вие, Мирјана. Добро. Die Maschine. Maschine reparieren. Ja, die Spülmaschine reparieren. Auf den Techniker warten. Ja. C und D слаѓано. Sarah nicht zu spät ist in den Kindergarten bringen. Ja. Einen Ausflug. Ausflug mit Sarah machen. Ja. Und E und F, Mirjana? E I F. Auf Frau Leitners Anruf warten. Frau Leitner anrufen. Ja. Das alles soll Тања machen. Односно уште не знаеме, затоа што не сме ги прочитале забелешките. Сега ќе ги прочитаме забелешките и ќе ги обележиме со сликите кои што ги погледнавме и прочитавме. Liebe Tanja, ich bin schon fast weg. Hier noch schnell die letzten Informationen. Драга Тања, јас веќе заминувам. Тука уште неколку брзи информации. Првата која што е поврзана со сликата под С, вели: Der Kindergarten macht morgen einen Ausflug. Bring Sarah doch bitte schon 7:30 in der Kindergarten. Градинката утре прави излет. Однеси ја Сара, те молам, уште во 7:30 во градинката. Ајде втората забелешка слаѓана. Слаѓана, um 10 Uhr. Um 10 Uhr kommt der Techniker und repariert die Spülmaschine. Sie bitte auf jeden Fall zu Hause. Sei bitte auf jeden Fall zu Hause. Welches Bild passt? Која слика одговара? Ja, Bild? Nee. Не е А, туку е Б. Auf den Techniker warten. И вели во 10 часот ќе дојде мајсторот и ќе ја поправи машината за садови. Во секој случај те молам биди дома. И Мирјана, третата забелешка. Und verschick bitte nicht den Einkauf für Frau Leitner. Sie ist immer nicht krank. Sie warten auf den Anruf. Auf deinen Anruf. F. Да, вели и не заборавајте молам на пазарењето за господјата Лајтнер. Таа е се уште болна. Таа чека на твојот
Povik. Dir einen schönen Tag und grüß die Kinder ganz lieb. Тебе убав ден и поздрави ги децата многу мило. Bis morgen, Марија. До утре, Марија. Со ова ја завршуваме и лекцијата број 20 и сега се префрлуваме на следната лекција, односно лекцијата број 21, која што се наоѓа на страна 49. Во оваа лекција ќе се запознаеме со нови модални глаголи, два нови модални глаголи. Тоа се глаголите, односно модалните глаголи dürfen и müssen. Ево го за слушање има. Прво како се вика лекцијата? Ајде, Мирјана. Која Мирјана? Вие, Мирјана. Bei Rot musst du stehen. Bei Grün darfst du gehen. Ја. На црвеното треба да стојам. Морам, да. На зеленото треба да одам. Смеам да одам. На црвено мораш да стоиш, на зелено смееш да одиш. Ке биде на македонски. Bei Rot musst du stehen, bei Grün darfst du gehen. Ги имате веќе во насловот на лекцијата двата нови модални глаголи. Но пред модалните глаголи ќе изработиме првата вежба, која што се вика Seht das Foto an und hören Sie. Sehen Sie das Foto an und hören Sie. Главното е да ми кажете вас passiert hier. Односно што се случува тука. Сега ќе слушнеме. Lektion 13. Wir suchen das Hotel. Lektion 21. Lektion 21. Bei Rot musst du stehen, bei Grün darfst du gehen. Aufgabe 1. Hey Papa, guck mal, die gehen bei Rot. Das darf man doch gar nicht. Richtig, Leo. Wie heißt die Regel? Weißt du das noch? Natürlich. Bei Rot musst du stehen, bei Grün darfst du gehen. Sehr gut. Was ist passiert? Was passiert heute? Miriana, was denken Sie? Das sind ein Mann und ein Kind, die staan am Semaphor. An der Ampel. An und der Ampel. Und was machen der Vater und der Sohn? Ви според сликата што ја гледаме? Што прават тие? Стоят на пешички премет. Да, стоят на семафор, тоа е во ред. Меѓутоа зашто зборуваат? Was sprechen Sie? На црвено или на треба да чека. Не, таткото го прашува синот. Wie lautet der Regel? Како гласи правилото? И синот му ја кажува оваа реченица која што е всушност наслов на 21-та лекција. Bei Rot musst du stehen, Bei Grün darfst du gehen. Lektion 21. Bei Rot
musst du stehen bei grün darfst du gehen. Односно, лекција 27 на црвено мораш да стоиш, на зелено смееш да одиш. Вежбата под 2 бара од нас да was machen Sie bei einer roten Ampel als Fußgänger? Ќе ги одговориме овие прашања. Значи првото прашање was machen Sie bei einer roten Ampel? Was machen Sie bei einer roten Ampel als Fußgänger? Ќе ги запишеме подоцна зборчињата. Преводот ќе биде што правите на црвен семафор како пешак. Сега вие треба да дадете ваш одговор. Како ќе го одговорите ова прашање? Was machen Sie bei einer roten Ampel als Fußgänger? Ајде некоја идеја и на македонски? Како беше? Штее. Ich stehe. Ich stehe und warte. Ајде, нека биде едноставно. Јас стојам и чекам. Ich stehe und warte. Второто прашање. Was machen Sie bei einer roten Ampel als Fahrradfahrer? Што правите на црвен семафор како возач на велосипед? Кажете ја целата реченица, ќе ви кажам. Ich mache eine Pause. Ich mache eine Pause. И следното прашање, третото, е was machen Sie
Was machen Sie bei einer roten Ampel? Was machen Sie bei einer roten Ampel? Als Autofahrer. Што правите на црвен семафор како возач на автомобил? Црвен семафор како возач на автомобил. Како ќе одговориме на ово прашање? Што правите како возач на автомобил на црвен семафор? Како да кажеме, их чекаме да светло зелено или их махе, Ich warte. варте, Ich warte auf einen einer grünen Ampel. Чекам зелен семафор. Зборчињата кои што рековме дека ќе ги запишеме се следните. Die Ampel, семафор. Потоа, der Fußgänger, пешак. Der Fahrradfahrer, е возач на велосипед. И оваа сложена именка е составена од следните именки со собствено значење. Das Fahrrad плюс der Fahrer. Да се подсетиме дека сложените именки го добиваа родот од последната именка со собствено значење. И последната беше der Autofahrer. Тој е возач на автомобил. И оваа именка е сложена и е составена од именките Das Auto плюс der Fahrer. Повторно и оваа именка е сложена именка и заради тоа го зема родот од последната именка со собствено значење. Третата вежба се вика Regeln, односно правила. Именката Regel е именка од женски род. Значи die Regel на следната страна, die Regel во множина die Regeln. Правило, односно правило. Lesen Sie nur die Überschrift und den ersten Satz. Was meinen Sie? Прочитайте го, Überschrift. Die Überschrift е наслов. Überschrift. Во множина die Überschriften. Наслови. Прочитајте го само насловот
и првата реченица. Што мислите вие? Реченицата на која што треба да одговориме е Christoph Richter ist für oder gegen viele Regeln in unserem Leben. Christoph Richter е за или против сите правила во нашиот живот. Слагано, прочитајте го, значи зеленото и ова што е со црна боја. Слагано? Нешто си изгуби гордо, не ве слушам. Читам вас. Да, ова што е обележано. Das ist meine Meinung. Heute vor Christoph Richter. Regeln. Unser Leben ist voller Regeln. Да. Правила. Нашиот живот е полн со правила. Што мислите? Дали е Christoph Richter für или gegen viele Regeln in unserem Leben? Вака ќе ги запишам. Für е за, gegen е против, За правила. für. За. Добро. Gegen е против. И двата предлози, како што гледаме од самата реченица, ги користиме со падежот акузатив. Lesen Sie nun den ganzen Text. War Ihre Vermutung in A richtig? Прочитајте го сега целиот текст. Беше ли вашата предпоставка во А точно? Значи, die Vermutung во еднина, die Vermutungen во плурал е предпоставка, односно предпоставки. Сега ќе продолжиме од правилата. Ги имаме неколку. Што ќе направиме? Ќе ги поделиме на 3 дела. Еве, Мирјана, почнете со првите 3 правила. Im Restaurant darf man nicht rauchen. Rauchen. Im Flugzeug darf man nicht telefonieren. Na schon, das kann man ja noch Verstehen. Aber warum muss man in vielen Parks auf dem Weg bleiben? Warum darf man nicht auf die Wiese gehen? Auf diese Wiese gehen. Другата Мирјана, останатите 3 правила. Warum muss man als Motorfahrer einen Helm tragen und als Radfahrer nicht? Warum muss man in der Bibliothek Leise sein. Warum darf man im Bus nicht essen? Danke. И слагаме останатите 2. Warum darf mein Hund nicht mit in das Geschäft. Geschäft? Muss man denn wirklich alles Regeln. Ja. Im Restaurant darf man nicht rauchen. Нема да ги преведеме, затоа што ја имаме вежбата под С, која што вели: Lesen Sie noch einmal. Welches Schild passt zu welchem Satz in B? Ordnen Sie zu. Hilfe finden Sie im Bildlexikon. Без да го гледаме Bildlexikon, ќе се обидеме да ги поврземе овие знаци со правилата кои што ги прочитавме, а потоа ќе ги објасниме. Првиот знак одговара со реченицата, односно со правилото: Warum muss man in der Bibliothek leise sein? Зошто во библиотека мора да се биде тивок? Придавката leise
значи тивок. Спротивната придавка од придавката leise е придавката laut, што значи гласен. Ајде вториот знак. Со кое правило ќе го поврзате вториот знак? Warum darf mein Hund nicht mit in das Geschäft? Geschäft. Што беше Geschäft? Das Geschäft во еднина, die Geschäfte во множина. Das Geschäft во еднина, die Geschäfte во множина. Продавница. Во еднина, продавници во множина. Значи, зошто не сме моето куче со мене во продавницата? Третото, но? Тоа е со два. Со која реченица одговара со третиот знак? Со која? Со која реченица одговара овој прецртаниот мобилен телефон? Така е, im Flugzeug darf man nicht telefonieren. Што е Flugzeug? Авион. Во авион не смее да се телефонира. Така е, на schön. Мо? Na schön, das kann man ja noch verstehen. Па добро, тоа може и да се разбере. Ајде четвртото правило, со која реченица ќе одговара? So, warum muss man all Mopaparen einen Elem tragen? Не, четвртото, не петтото. Четвртото. Четвртото. Четвртото имаме прешкртени стапки. Да. Man im Filmpark auf dem Weg bleiben? Warum darf man nicht auf die Wiese gehen? Да. Но зошто мора во многу паркови да се оди по патот, да се остане на патот? Зошто не сме да се оди по ливадата? Ти виза е ливада. Ти виза е ливада. Следниот знак, петтиот. Сега е тоа преиска што го кажа Мирјана. Warum? Als? Зошто мора, како возач на мопед, das Mofa е мопед. Das Mofa. Мопед, како возач на мопед, да се носи кацига, der Helm е кацига. А како велосипедист? Не. Следниот шестиот знак. Warum darf man im Bus nicht essen? Зошто не смее да се јаде во автобус? И седмиот. Првото, im Restaurant darf man nicht rauchen. Така е, во ресторан не смее да се раухен, да се пуши.
Сега ќе ги погледнеме сликите во Bild Lexicon, каде што ќе видиме од едната страна, односно секаде е erlaubt. Ќе го видиме, ќе видиме придавката erlaubt, што значи дозволен. Erlaubt. Ова може да биде и како глагол, да биде erlauben и да значи дозволува. И да видиме што е дозволено. На првата сликичка имаме пикник. Erlauben. Именката пикник е именка од среден род. Das Picknick. Das Picknick. Исто и на македонски значи пикник. Следното, ајде Слагена. Das Reiten erlaubt. Das Reiten, затоа што секоја именка изведена од глагол, без да го менува своето, без да менува ништо во формата, е секогаш именка од среден род. Значи ќе го запишам како das Reiten, а под него das Reiten е јавање, а под него ќе го запишам правилото дека секоја именка изведена од глагол, секоја именка изведена од глагол, без да се менува нешто во незината форма, е секогаш именка од среден род. Во заграда ќе запишам дека тоа е das. Ајде следната именка, Мирјана. Не сум сигурно баш дали е das. Ова е во множина. Ова е во множина. Целтен. А може да биде именка, точно. Да биде именка das Zelten erlaubt. Целтен да биде логорување, како именка. Das Zelten логорување. Следната е Handys erlaubt, дозволени мобилни телефони. Па нешто друго познато е Hunde erlaubt, дозволени кучиња. Па потоа Baden erlaubt, пак именка изведена од глагол, das Baden, капење. На следната страна имаме Parken erlaubt, дозволено паркирање. Grillen erlaubt се именки од среден род, бидејќи се изведени од глагол. Grillen erlaubt, Fahrrad fahren erlaubt, Angeln erlaubt и Rauchen erlaubt. Das Angeln е риболовење. Das Angeln и das, како именка ќе го запишеме, das Rauchen, пушење. И сега, откако ги погледнавме и сликите од Bild Lexicon, ќе се вратиме на следната, односно на објаснување на граматичкиот дел, односно модалните глаголи dürfen и müssen. Ќе запишам тука модал верб
првото модал verb müssen. На македонски моделен глагол. Глагол мора. Изедемо бројот 5. Избрекавме бројот 5. Веќе имаме добитки со 4 побуда. 300 дена. Ќе направиме табела во која што ќе ги ставиме формите на глаголите во сегашно време, односно и во еднина и во множина. Изедемо бројот 10. Овој број да видиме каква промена направи во однос на добитките, неколку петки. Глаголите, модалните глаголи се менуваат исто во прво и трето лице еднина и прво и трето лице множина, како и сите останати глаголи. Ich muss, du musst, er, sie, es muss. Во множина, wir müssen, ihr müsst и sie и формата за почет müssen. Ќе дадеме соодветни примери и уште еднаш ќе се потсетиме на правилата за поставување на модалниот глагол и главниот глагол во исказна, прашална реченица и реченица која што започнува со прашален збор. Ich muss Hausaufgaben 13. machen. Оваа реченица е исказна реченица, односно во исказна реченица, како што можеме и да видиме, модалниот глагол стои на второ место и се менува по лица. Ќе го обележам со црвена боја, а главниот глагол ќе го обележам со жолта боја и ќе запишам главниот глагол стои на последно место Главниот глагол стои на последно место и е во неговата основна, односно во заграда ќе запишам инфинитивна форма. Сега ќе дадеме пример за прашална реченица, исто така со моделен глагол. Нека биде musst du früh aufstehen. Мораш ли да стануваш рано? Musst du früh aufstehen? Ова е прашална реченица. А во прашална реченица од реченицата која што ја имаме како пример, можеме да забележиме дека модалниот глагол стои на прво место и се менува по лица. Затоа е most. А главниот глагол ја има истата позиција, односно стои на последно место и е во неговата основна, односно инфинитивна форма. И ќе го обележиме глаголот aufstehen. Исто така имаме и трет вид на прашања. Тоа се прашања кои што започнуваат со прашален збор. Пример, was musst du? Или was müsst ihr? Ihr morgen machen? Што морате да правите утре? Каде што ќе запишеме само различно ќе биде ова наместо во
исказна треба да стои во реченица, во прашална реченица. Реченица со прашален збор, каде што ќе важат истите правила кои што ги кажавме за правилата во исказната реченица, односно модалниот глагол ќе стои на второ место и ќе се менува по лица, а главниот глагол ќе стои на последно место и ќе биде во неговата основна, односно инфинитивна форма. Вториот модален глагол е модалниот глагол dürfen. Modalverb dürfen. Или на македонски модален глагол смее. Овој глагол го користиме кога некому му даваме дозвола за нешто. Ќе го запишеме и тоа. Односно во заграда можам да запишам давање дозвола. На такво смее се мисли. Исто така и овој глагол ќе го менуваме по лица и ќе дадеме само по еден пример, бидејќи веќе ги напишавме уште еднаш правилата кои што важат. Сингулар и плурал. Ich darf, du darfst, er, sie, es darf. Во множина wir dürfen, ihr dürft и sie dürfen. Како ќе кажеме, јас смеам да правам скара. Јас смеам да правам скара. Ich darf. Само грилен. Ich darf грилен. Значи модалниот глагол е на второ место, менуване по лица, а главниот глагол е на последно место во неговата инфинитивна форма. Darfst du ins Kino gehen е прашална реченица, во која што модалниот глагол е на прво место и е менуван по лице, а главниот глагол е на последно место и е во неговата инфинитивна форма. И уште една прашална реченица со прашален збор. Warum darfst du nicht gehen? Зошто не смееш да одиш? Оваа реченица е поставена со помош на прашален збор, па заради тоа модалниот глагол стои на второ место и е менуван по лице, додека пак главниот глагол е на последно место и е во неговата инфинитивна форма. Го бележим ова со црвено, ова со жолто. Сега ќе направиме кратката четврта вежба, во која што треба да ги дополниме модалните глаголи. Во учебникот на страна 50. Regeln im Straßenverkehr dürfen oder müssen ergänzen sie in der richtigen Form. Правила во сообраќајот смее или мора дополнете во точната форма. Der Straßenverkehr е сообраќај или подетално уличен сообраќај. Der
Verkehr. Уличен. Сообраќај. Првата реченица е веќе дадена и вели Motorradfahrer müssen immer einen Helm tragen. Возачите на мотори мораат секогаш да носат кацики. Без лагена. Autofahren immer den Gurt anlegen. Значи, Што ме знакот ваков, ист како предходната, значи ќе биде müssen. Der Gurt е појас, значи самиот знак определува. дека секогаш треба да носат појас. Да, der Gurt е појас, а глаголот anlegen значи поставува и е делив глагол. И е неправилен, освен што е делив глагол и е неправилен. Ќе го менувам по лица. Во еднина ќе биде ich lege an, ќе биде du liegst an, и sie es, и man, liegt an. Во множина, wir legen an, ihr legt an, и sie legen an. Ајде следната реченица. Manchmal drucken man nicht Puppen zum Beispiel in der Nähe von Krankenhäusern. Manchmal darf man, бидејќи man, сега го напишав во трето лице еднина, спаѓа во трето лице еднина. Darf man nicht hupen. Hupen е глагол кој што значи свири на сирена. Hupen свири на сирена. Значи понекогаш не смее да се свири на сирената, на свирката, например во близина на Кранкенхойзен се болници. Ајде сега следната реченица на другата страна. Ајде слагаме. Sie wollen nach links fahren. Das Sie hier nicht. Sie geradeaus fahren. Sie wollen nach links fahren. Вие сакате да свртите лево. Levo. Das Sie hier nicht. Тука не смеете да го направите тоа. Тука. Hier е тука. Само право. Тука морате да возите само право. Право. Fahren. Geradeaus fahren. Фарен, да. Што ќе дополниме на првото празно место? Не разбирам што треба да Müssen или dürfen? мора. На првото е мора, да. Значи das Sie hier nicht, sie dürfen geradeaus fahren. Ganz doppelt. Das dürfen Sie hier nicht е првата.
Sie müssen geradeaus fahren. Ами ја нема врската мене. Да, тука не смеете, не смеете да го направите тоа, вие мора да продолжите да возите право. Браво. Да. И Und hier Autos, Motorrade und реда, Fahrräder gar nicht fahren. добро. Само да видам дали е не dürfen или müssen. Па според знакот ќе биде Да. Мислам от е müssen. не, ако знакот е кругче, не може да биде müssen, баш кај со зелена боја. Dürfen. Dürfen. Und hier dürfen Autos, Motorräder und Fahrräder gar nicht fahren. Знаеш што, Гордона, јас ги гледам тук именно кеп, па може какво. Па не, еве го знакот зелена, да. Кругче. Мене се црно-бели се затоа. Може. Welche Regeln aus dem Text, за да идеме на вежба каде што ќе можеме да ги примениме глаголите. Im Park. Sehen Sie das Bild an und sprechen Sie. Was darf man hier nicht? Was muss man? Hilfe finden Sie auch im Bildlexikon. Имаме и овие слики кои што ни се дадени и ни се прешкртани, односно не ни се прешкртани. Langsam fahren. Како ќе ја направиме реченицата? Тука може, не, тука мора да се вози бавно. Hier, Да. fahr, So dürfen и so müssen. Hier, hier, Müssen. Fahren. müssen, fahren. hier darf man, ne, muss man, muss man langsam fahren. Тука мора да се вози бавно. Auf Kinder achten. Како ќе кажеме, тука мора да се внимава на деца. Hier, müssen, Со man ако е, тогаш е трето лице еднина. Hier muss man muss man, auf Kinder achten. Hunde an die Leine nehmen. Да се носат кучињата на, како се вика тоа, на синџир. Смее. Како ќе кажеме тука, смее да се носат кучињата на синџир, бидејќи еве го знакот не е прешкртан. hier, dürfen, Ако е ман, тогаш е трето лице еднина. hier, Hier, misliš, muss man, okay? darf man. Hier darf man Dobro. Hunde an die Leine nehmen. Da, hier darf man Hunde an die Leine nehmen. Следната е со фарат шибен. Дека може, не може или може? Кај е велосипедот? Има ли знак за велосипед? Дека не смее да се турка велосипед. Шибен е турка. Тука не смее да се туркат велосипед. Nicht dürfen, така ли стои? Hier darf man nicht. Darf man. Hier darf man nicht. Да. Fahrrad schieben. Fahrrad schieben.
Auf der Wiese sitzen. Тука смее да се седи на ливадата. Hier Hier darf man, hier darf man auf der auf der Wiese sitzen. Wiese sitzen. Значи, зошто е darf во трето лице еднина? Затоа што man е безлична заменка, која што припаѓа во трето лице еднина. Затоа и така го менуваме глаголот. Тука не смее да се вози велосипед. Hier Darf man nicht. darf man nicht fahren. Така, hier darf man nicht Fahrrad fahren. Како ќе кажеме, тука смее да се телефонира? Hier dürfen telefonieren. Hier darf man telefonieren. Тука не смее да се јаде. Hier darf man nicht essen. Така е, hier darf man nicht essen. Тука не смее да се паркира. Hier muss man Darf man. Пак не смее. Hier darf man nicht parken hier. parken. Parken е на крај. Über die Straße gehen. Според сликата гледаме дека има тука детенце што игра. Како ќе кажеме, тука смее да се помине преку улицата. Hier dürfen Hier darf man. je двама планетарни дарфан до дурфен. Ама дюрфен е глаголот. Man е безлична заменка која што кога ја менуваме по лица, спаѓа во трето лице еднина. Исто како er, sie и es. Hier darf man über die Straße Gehen. über die Straße gehen. Über die Straße gehen. И тука не смее да се пие вода. Hier Darf man nicht trinken Wasser. Wasser trinken. Hier darf man nicht Wasser trinken. Значи во сите овие исказни реченици глаголот, модалниот глагол стои на второ место и е менуван по лице, додека пак главните глаголи се секогаш на крајот од реченицата и се во нивната инфинитивна форма. Сега ќе продолжиме со вежби во работната тетрадка на страна 66. Првата вежба вели ергенцен зи. Имаме дадено и знаци и изрази, треба да ги дополниме со изразите кои што ни се дадени. Првата е дадена како пример и вели Hier muss man stehen bleiben. Слагена како ќе ја дополниме втората реченица. Hier darf man nur Нема проблем. zu Fuß gehen. Така. Hier darf man nur zu Fuß gehen. Тука мора да се смее да се оди само
пешки. Ајде следната реченица, Мирјана. Motorfahrer müssen как беше това? Radfahrer. Не, Helm tragen. Einen Helm tragen. Einen Helm tragen. Motorradfahrer müssen einen Helm tragen. Ајде де, другата Мирјана. In die Bibliothek dürfen. Dobra, не се случи. In die Bibliothek dürfen Hunde nicht mitkommen. Ja, in der Bibliothek dürfen Hunde nicht mitkommen. Не смеат, Значи, не смее да се доаѓа со кучи. да не смеат да влегуваат кучиња во библиотека. Следната реченица е вежба зортиран зиди зец. Сортирајте ги речениците. Дадени ви се речениците, односно глаголите во точната форма, меѓутоа вие треба да ги направите според точниот редослед. Првата реченица е прашална и вели: Warum darf man hier nicht grillen? Како ќе биде реченицата под Б слагена? Реченицата е исказна. Чекай сега. Добро. Ајде слагена. Да, слободно. Чекай само. Това е не, авион, им, може, раухен. Во авион не смее да се пуши. Им, Flugzeug, Глагол сега не треба модален. Im Flugzeug. Flugzeug, rauchen, Прво ни треба модалниот. darf Да. Im Flugzeug darf nicht rauchen. кој? Кој не смее да пуши? Darf ich nicht rauchen? Вака ќе го направиме тоа. За да биде поедноставно и ви од овие реченици кои што ги напишавме. Прва позиција, втора позиција и остаток. Значи ова е првата позиција. Ова е првата позиција, ова е втората позиција и ова е остатокот, односно трета позиција. На втора позиција знаеме дека секогаш стои глагол. На останатите може да стои било што. Важно е глаголот да биде на втора позиција. Значи, прва позиција тука ќе биде im Flugzeug. На втора позиција ќе биде darf. А на третата позиција ќе биде остатокот од реченицата, односно ich nicht rauchen. Глаголот, модалниот глагол треба да е секогаш на второ место во исказна, на прво место во прашална и на второ место во прашална реченица со прашален збор. Ајде, Мирјана, реченицата под С. In Deutschland, Не. Тоа што е напишано со голема буква треба да биде почеток. Прашка, реченицата е прашална. Има прашалник на крајот. на С, така? С. Да. Под С.
На прво место, бидејќи речениците се со модален глагол, треба да биде модалниот глагол. Radvaren. Müssen. Модалниот глагол е müssen. Moesten. Moesten. Може са табелата да ги директно? Да. Сега, значи, не на прво, туку тука на прво место ќе биде глаголот müssen. Müssen. Moesten. Tragen. Tragen е на последно место. Müssen in Deutschland In Deutschland. Einen Helm Radfahrer tragen. müssen in Deutschland Radfahrer einen Einen Helm tragen. И претходно да го видов глаголот tragen. Глаголот tragen значи носи. Ќе го менуваме бидејќи станува збор за неправилен глагол. Глаголот tragen значи носи. Овој глагол е неправилен затоа што во второ и трето лице еднина добива умлаут. Јас носам ќе биде ich trage, но затоа ти носиш ќе биде du trägst. Тој носи, тој таа, тоа и ман. Sie, es, man trägt. Во множина wir tragen. Ihr tragt. И sie tragen. Значи целата промена кај глаголот tragen ќе обележиме како промена на а во а со умлаут. И ќе обележиме ево го ато кое што преминува во а со умлаут. Ајде следната реченица, другата Мирјана. Исто внимаваме бидејќи станува збор за прашална реченица. Dürfen wir baden im See? Im See. Баден треба да стои на последно место. Dürfen wir im See baden? Баден, така е. Dürfen wir, Ние смееме ли ние да се капиме во море? така е. Dürfen wir im See baden. Ајде следната реченица слагена. Започнуваме, бидејќи е прашална реченица, со прашалниот збор. Warum? 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 Warum heute? Глагол на второ место. Значи треба да биде must. Warum must? Кој сега, после глаголот, секогаш е личната заменка. Warum musst, Du. така, du, heute, zu Hause, Heute. zu Hause и на крај Bleiben. 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 Мирјана, реченицата под F. Dürft ihr? Сега реченицата е исказна со точка. Ihr dürft? Ihr dürft. Ihr dürft? Leider nicht. Добро. Hier Hier selten. целтен. Така е. И последната реченица, Мирјана.
Исто исказна реченица. In Bibliothek. In der Bibliothek. In der Bibliothek muss ich Да. meine Така е. Handy ausmachen. In der Bibliothek muss ich mein Handy ausmachen. Глаголот е на второ место. In der Bibliothek muss ich mein Handy ausmachen. Во библиотека морам да го исклучам мојот мобилен телефон. На следната страна вежбата 5. Ergänzen Sie müssen, dürfen oder nicht dürfen in der richtigen Form. Дополнете ги мора, смее и не смее во точната форма, повторно според знаците. А е веќе дадено како пример. Hier muss man rechts abbiegen. Тука мора да се сврти десно. Нема ништо и затоа е шкртнато на второто место. Слагана Б. Hier. Nicht. Ништо треба да биде после глаголот. Hier. Тука за жал не смеам да фотографирам. Hier darf ich leider nicht fotografieren. Тука за жал не смеам да фотографирам. С. Миријана. Hier. Du musst rauchen. Не, тука смееш да пушиш. Ти смееш да пушиш. Hier. Hier. Извини. Hier. Durst. Ај сега да го видим глаголот пак. Во Word документот. Второ лице ли? Не. Еве го глагол. Hier. Еве го глаголот. Hier. Чек се на пушење беше rauchen, мислам. Не, глаголот dürfen еве го во второ лице еднина како се менува. Du darfst. Значи реченицата ќе биде Hier. Hier. Nicht. Глагол на второ место. Hier darfst Добре. du rauchen. Hier darfst du rauchen, така е. Ајде следната под Д, Миријана. Ајде Миријана. Hier dürft ihr nicht Fußball Така, hier dürft ihr nicht Fußball spielen. Вие смеете Да играте футбол, да. Благодарам. Е, слагена. Hier. Müssen. Sie. Не, тука смеете да возите велосипед. Тука смеете да возите велосипед. Hier, Dürfen. бидејќи е зи, така е, dürfen, Hier dürfen. зи, Sie.
Radfahren. Radfahren. Hier dürfen Sie Radfahren. И F, Mirjana? Yes. Да. Hier dürfen wir geradeaus fahren. Не dürfen. Dürfen. Не dürfen. Па Забрана има. И па знакот е забрана, еве. Овој знак под F. Под F. Под F. Да, гледам го, ама... Забрана е. Аха, забрана, да. Значи ќе биде here. Man dürfen. Тука мора ме ние да возиме право. Тука е добро. Само секунда. Müssen. Да. Hier müssen, цела реченица. Hier müssen wir geradeaus fahren. Така е. Следна е вежбата 7. Was passt, kreuzen Sie an. Првиот дел е даден. Ајде Мирјана, другата Мирјана, прочитајте реченицата по да. Kannst du Tennis spielen? Ja, aber ich darf. Добро? Да, дарф. Aber ich darf Ich kann nicht spielen. Ich habe Probleme mit meinem Rücken. Richtig. Kannst du Tennis spielen? Можеш ли да играш тенис? Да. Но јас не смеам Во моментов. да играм. Имам проблеми со мојот Грб. рукен грб. Грб. Да. Б. Благодарам. Б. Слагена. Sollst willst du heute mit mir Fußball spielen? Nein, ich habe leider keine Zeit. Ich muss arbeiten. Добро. Du heute mit mir Fußball spielen. Треба да играш со мене фудбал денес или сакаш ли да играш со мене денес фудбал? Ja, ich. Не, кој ќе биде sollst или willst? Кој ќе биде точниот? Sollst или willst? Willst du heute mit mir Fußball spielen? Сакаш ли со мене да играш фудбал денес? Nein, ich habe leider keine Zeit. Не, за жал немам време. Ich darf или ich muss arbeiten. Треба или морам да работам? Muss arbeiten. Така, ich muss arbeiten. С. Мирјана. Der Doktor sagt, du sollst viel trinken. Ich habe aber keinen Durst. Докторот вели, ти сакаш или ти треба да пиеш многу? И одговорот е, јас не сум жеден. Да, der Doktor sagt, du sollst viel trinken. Ich habe aber keine Durst. Мирјана Д. Другата Мирјана. Darf ich hier rauchen? Nein, es tut mir leid, das ist hier nicht erlaubt. Така. Смеам јас овде да пуштам? Не, жал ми е. Тоа овде не е дозволено. Така. Ова das ist hier nicht erlaubt. Преска ги имавме, го запишавме erlaubt, дека значи дозволува, дозволен. И имаме вакви реченици. Das ist erlaubt. Тоа е дозволено. Das ist erlaubt. Тоа е дозволено. А дали ќе кажете, das ist nicht erlaubt. Das ist nicht
erlaubt, што значи тоа не е дозволено. Или ќе кажете das ist verboten, ќе го добиете истото значење. Со тоа што со ово зборче verboten, малку повеќе го засилувате нештото дека е забрането. Ова значи тоа е забрането. Значи, дали е nicht erlaubt поблагата форма или verboten по воочливата форма, и двете се со слично значење. Добро, сега под Е првата реченица ќе биде слагена, а втората мирјана. Слагена? Ме слушаш ли, Горде? Ме слушаш? Да, ве слушам. Ве слушам. Ich darf heute noch Hausaufgaben machen. Сега дали ќе биде дарф? Јас морам денес да пишувам уште домашни. Ich muss heute noch Hausaufgaben machen. Втората реченица, Мирјана? Darfst du mir helfen? Ja, kein Problem. Нема да биде дарфст. Смееш? Помогнам. Нама не е смееш, смеам ли јас? Туку прашува, можам ли да ти помогнам? Добро, Kannst du mir helfen? Ja, kein Problem. Осмата вежба е сите модални глаголи кои што сме ги работеле досега, können, wollen, sollen, dürfen или müssen во точната форма, повторно според контекстот на реченицата. Првата реченица е дадена и вели: Wir müssen morgen sehr früh aufstehen. Ние мораме утре да станеме многу рано. Die Prüfung fängt schon 7 Uhr an. Испитот почнува уште во 7 часот. Ајде бе, Мирјана. Новата Мирјана. Да, нешто ми се испомешава, добро го слушам. Ich, heute Lieder doch nicht kommen. Wir der Termin verschieben. Ich darf heute Lieder doch nicht. Јас не можам денеска да дојдам, реченица. Јас не можам денеска да дојдам. Müssen. Ich muss, как беше? Не можам. Ich kann. Ich kann. Ich kann heute leider nicht kommen. Ich kann heute leider nicht kommen. Можеме ли да го преместиме терминот? Können wir den Termin verschieben? Können wir den Termin verschieben? C. Слаген. Sara, unbedingt ihren Führerschein. machen, aber sie noch nicht. Sie ist erst 6. 16. Сара мора неотложно да положи за возачка, но таа се уште не смее, бидејќи има 16 години. Sara, wollen. Мора. Мора.
Müssen, ама сега како ќе се менува за трето лице еднина. Musst. Muss. Сара muss Bedingt. ihren Führerschein machen. Aber sie. Aber sie? Da не сме. Смее беше dürfen. Е сега како е формата за трето лице еднина? Durfst. Darf. Aber sie darf. Nicht. Noch nicht. Sie ist erst 16. 16. Да, Мириана де? Sollst noch, aber waschen. Добра. Heute Abend haben wir Gast. Гест. Значи ти треба Уште. уште да миеш, Да си избањаш. да се избањаш. Утре Денеска вечер ќе имаме гости. Така. Да. И е другата Мириана? Die Ärztin sagt, ich müsse viel schlafen, aber ich Нема да биде müssen. Докторката вели, јас треба многу да спијам. Wollen. Wollen. Треба. И како беше на треба немски? Золен. Золен. Solle. Ich soll Soll, да. viel schlafen. Schlafen, aber ich sada не мусе. Не, но јас сакам да одам да танцувам. Aber ich Aber ich? wollen. Will. Aber ich will Да, tanzen gehen. Да. Ајде сега вежбата 10. Was passt nicht? Што не одговара? Првото е дадено. Krankenhaus, leise sein, nicht telefonieren и grillen. Не одговара grillen. Ајде под Б слагаме што не одговара. Бекерай. Бекерај. Зашто сите други се однесуваат на парк, да речеме визе, зицен и пикник. С. Миријана. Хун. Мислам не одговара. Да, хунд не одговара. Што не одговара во Д, другата Миријана? Хупен, мислам. Шпилштрасен. Шпилштрасен. Да, хупен не одговара. Хупен, данке. Е слагена. Grillen. Parkieren. Picknick machen. Baden. Што не одговара? Baden. Одговара Баден. Баден грилен, пикник махен и паркен. Паркен не одговара, паркира. Другите се бања, прави скара и прави пикник. И Еф, Миријана? Мислам от е верботен. Не одговарам, мислам. Не. Ајде верботен што беше? Verboten е забранет. Erlaubt е дозволен. Regeln се правила и Beispiele се примери. Епа, Beispiel. Beispiele нема да одговара. И само во тестот.
Ајде, еве ова под 2, was ist richtig, kreuzen Sie an, и тука ќе завршиме. Првата, hier können Kinder bis 14 Jahren spielen. Страната е на тестот, а тестот е на страна, ја ги немам, 66, 67, 68, 69, 70. Hier können Kinder bis 14 Jahren spielen. Aber sie, ајде Мирена продолжите реченицата, aber sie dürfen, wollen nicht Rad fahren. Aber sie Dürfen. Sie dürfen nicht Rad fahren. Следната, ајде другата Мирена. На која страна беше, не можам да ја најдам? А страната е 70 во работната тетрадка. Во ред, втора вежба, така? Втората вежба, втората реченица, am Morgen. Am Morgen, аха. Am Morgen. Auf dem Platz. Што има nicht können. Auf dem Platz. Spielen. И продолжете до крај до точката, und nach 20 Uhr Nach 20 Uhr. müssen sie gehen. Ja, danke. И следната, слагена. Die Kinder können etwas trinken, Да. aber sie dürfen einen Glasflaschen. Flaschen mitbringen. Да. Много ми се мали букви, ве не ги догледувам. Децата можат нешто да пијат, но не смеат да носат со себе шишиња од стакло. Тука ќе завршиме, ќе ви посакам добра ноќ. Се надевам дека ќе ви биде јасно ова и ќе го прочитате уште еднаш ова што го работевме денес. Останува да, другата недела понеделник и среда, а ќе запишам за терминот на 24 дека ќе го работиме на 25. Убава вечер и се слушаме во понеделник. Пријатно. Чао. Pozdrav, čao, čao. Чао.